Наш до мене и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој еве некако успеавме да се најдеме во гужва вовдека низ црквата Свети Петар и Павле, каде што голем број на верници го очекуваат Христовото воскреснување. Господине Мицковски, добро ни дојдовте во отворената програма на 1 ТВ. Како вие го празнувате и дочекувате Великден? Дали често е пракса да дојдете тука пред Христовото воскресение во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петро? Па оваа година за прв пат сум тука, инаку најчесто сум на предсоборниот храм во Скопје овдека, или кога ќе одиме некаде по другите градови во Република Македонија, но најчесто гледам да бидам во Скопје тој ден и да бидам пред соборниот храм со останатите православни верници, да го пречекаме овој свечен ден, овој свечен празник, се разбира. Атмосферата тука е раздвижена, ве поздравуваат ли луѓето бидејќи веќе подолго време сте тука и какви се вашите впечатоци од аспект на тоа на дочекувањето на Христовото воскресение, како во семејството на Мицковски се обележува овој? Па јас го постев практично целиот пост го поминав, еве минути не делат практично до 12 часот. Инаку утре во текот на утрешниот ден ќе бидеме заедно со семејството на семеј ручек, се разбира, двајцата синови, сопругата, родителите, практично така ќе го поминеме утрешниот ден. Инаку да, тука сум веќе речиси 1 час со верниците од православната вероисповест овдека во Ѓорче. Убаво, интересно е, со луѓето разговараме, разменуваме мислења, не зборуваме за политичката ситуација во Република Македонија, повеќе сме фокусирани на овој православен празник, така што отприлика тоа е темата со која што денеска разговараме со граѓаните овдека во Ѓорче. Така вечерва и ние не разговараме за политика, токму строго за Великден. Го споменавте постот, дали можеби го испочитувавте 40-дневниот пост? Да, големиот, да, 40. Како се издржува сега, бидејќи политичар, кампања? Тешко беше со кампања, но кога се сака ништо не е тешко, нели? Јас секоја година практично го постам Великденскиот пост, така беше и оваа година, се разбира. Издржавме, поминавме. Сега може би малце прегруб збор да кажем, издржавме бидејќи ова го правиме затоа што така сакаме. Практично и сме донели одлука да го испостиме. Како што кажав, годините наназад кај мене тоа е пракса, традиција и во семејството. Така што кога се сака ништо не е тешко. Иако морам да кажам, малку оваа година беше понапорно поради кампањските активности што ги имаме за претседателските избори, но еве го привршивме кон крај практично пост. Колку политиката дозволува да се одвоите време за овие верски празници, дали имате доволно време за да поминете со семејството или за жал останува во втор план? Па да, јас се трудам секогаш да ги почитувам големите православни празници, се разбира, но истовремено и често пати се наоѓам и во другите храмови, да речеме, не само во православните храмови, да ги испочитуваме празниците практично и на нашите сограѓани од другата вероисповест, муслиманската, католичката и така натаму и останатите, се разбира. Инаку, за жал, да помалку време наоѓам да поминам со семејството, повеќе време сум одсутен од домот, посветен сум на партиските ангажмани, знаете, веќе 16 месец како сум председател на ВМРО ДПМН, поминавме исклучително тежок период. Но она што е важно е што конечно граѓаните во Република Македонија препозна вистинската политичка алтернатива која што ќе донесе вистинска перспектива за нив во иднина. Да, во име политиката ќе ве замолам секако, бидејќи станува збор за отворена програма конкретно за Великден, дали можеби вечерва семејството е заедно дојдено тука со вас и се можеби некаде низ верниците? Со сопругата сум тука, да, инаку синовите се со бабата и дедото дома се, така да не се они со нас, само со сопругата сме сами одека. Каква порака ќе испратите на граѓаните, но за Великден? Па да им го честитам, се разбира, овој голем верски празник на граѓаните, да им посакам многу здравје, среќа, успеси за нив, за нивните семејства, да ни биде срекна годината која што ни доаѓа, да бидат пред се задоволни од тоа што го прават и да си ја сакаме татковината Република Македонија.
Господине Мицкоски, нека ви е среќен и на вас и секако и на преостанатите гледачи кои што не следат еден од најтешките и најголемиот верски празник Великден. Јас ви благодарам што одвоивте време за отворената програма на Еден ТВ. Благодарам на поканата. Тоа беше председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски меѓу преостанатите православни верници тука во црквата Свети Петар и Павле во Скопската општина Ѓорче Петров, каде што можете да забележите дека црквата на вистина, дворот на црквата е на вистина препон со верници и православните христијани ги дели 20 минути до Христовото воскресение. Од тука јас би се одјавил. Лепа, Александар. Ти благодарам, Игор. Значи, како што кажа Игор,